По информацијата дека е променета условната казна со ефективна казна затвор за возачот во сообраќајката кај Млечен, во која животот го загуби 32 годишниот Гоце Димитриевски, неговата сопруга Наташа Димитриевска е задоволна. Таа вели дека народот не се согласува со времетраењето на казната, но сепак според неја носи надеж за непристрасно судство. Додава дека е напредок и тоа што е изречена и забрана за управување на моторно возило во период од 2 години. Ако не беше ова борба преку медиумите, преку социјалните мрежи, големата поддршка што ја добив и се уште ја добивам од сета јавност, немаше да успеам, затоа што беше под знак прашалник дали обвинителство воопшто ќе поднесеше и жалба, затоа што завршниот збор што го даде јавниот обвинител во овој предмет, даде насока дека они се согласуваат со условната казна. Дали е доволно изречената казна? Ќе кажам дека народот не се согласува со 2 години казна затвор, но е мала надеж дека сепак нешто функционира во нашиот систем и дека се уште имаме непристрасни суди. Борбата на Димитриевска продолжува. Таа очекува судскиот совет да го разгледа предметот против судијата кој го водеше предметот. Во судски совет се уште е отворена постапката, затоа што нивното известување беше од кога ќе стигне одлуката од апелација Скопје, дека они ќе го разгледуваат повторно предметот. Инаку Димитриевска во сообраќајната несреќа која се случи во октомври 2018 година во Скопје го загуби својот сопруг и нероденото бебе, а таа се здоби и со тешки телесни повреди од траен инвалидитет.